Почитувам председател на Националниот совет за европски интеграции, господине Поповски, почитувани пратеници денеска овде присутни, почитувани амбасадори, представници на амбасадите, почитувани членови на Националниот совет за европски интеграции, почитувани представници на граѓанските организации, институции, професори, градоначалници присутни, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Не собра овде денеска еден убав повод, настан на кој се горди сите граѓани на Република Македонија. Не собра чистата препорака за почеток на преговорите со Европската Унија во извештајот за напредокот на Република Македонија на Европската комисија. За сите нас, за граѓаните на нашата земја, за владата на Република Македонија, за собранието на нашата држава, за сите останати највисоки државни институции и поединци, оваа препорака ни стигна како потврда за постигнатото и како силен мотив за следната тешка, но достижна цел. Одлука за почеток на преговори на Македонија за членство во Европската Унија на Советот на министри во јуни. Тоа е нашата следна цел. Подготвени сме за тој нов чекор напред, верувам сите заедно. Ова е многу важна заедничка констатација која делиме сите ние, ако имаме предвид каде бевме на овој ден пред точно една година. Мнозинската волја на граѓаните застанати за определбата на едно современо општество за сите, ја донесе одлуката за демократска и европска Република Македонија и за промена на стагнацијата со проактивни политики кон реформи и пријателства што придвижуваат напред. Цврсто сме определени да спроведеме одржливи решенија низ суштинските реформи во сите области, офатени во планот 369. Владата на Република Македонија уште поенергично ќе ги води реформските и политичките процеси во следните 2 месеци. Нашата намера е во јуни Република Македонија да добие датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Врз основа на извештајот на Европската комисија ги утврдуваме следните итни реформски процеси во нов план за реформска динамика до крајот на 2018 година. Ова му го соопштив денеска и на председателот на Европскиот совет, господинот Туск, утрово. За ова се запознаени високата представничка за безбедностна и надворешна политика на Европската Унија и подпредседателка на Европската комисија Фредерика Могерини. Беше информиран и еврокомесарот Йоханес Хан. На редовна линија на соработка за овие планови за нашата иднина е и председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер. Врвот на Европската Унија во последните 10 месеци и особено во последните 4 месеци беше постојано покрај нас, во поддршка и асистенција на земјата партнер во нашите напори за обнова на демократските вредности, за вредностите што ги делиме сите ние заедно. Извештајот на Европската комисија ги вреднува сите наши досегашни заложби и отпочнати процеси за темелни реформи и инклузивни политики како одлики на една демократски ориентирана држава. Во изминатите 2 извештаи на Европската комисија заради длабоката политичка криза, назадувањето со реформите и констатацијата за заробена држава, препораката за почетокот на преговорите беше суспендирана и условена. Условена беше со обезбедување демократски амбиент и демократски реформи, согласно очекувањата на граѓаните, согласно договореното во Пржино и согласно препораките на групата предводена од Рајнхард Прибе. Оваа година препораката е чиста и безусловна. Сега ни престојат чекорите кои треба да ги изодиме до портата на Европската Унија. Никогаш не сме биле поблиску и нема да отстапиме ни педа во овој процес. Сите знаеме и зошто, затоа што членството во Европската Унија и во НАТО значи и подобра бизнис клима, и повеќе инвестиции, и повисоки плати, и подобар живот. Во овие изминати 10 месеци не пропуштав прилика да ја повикам опозицијата да биде дел од овој процес. Никој не очекува бланко одобрување, но активно учество во институциите, во организираните политички процеси и постапки создава амбиент за судир на политичките аргументи и за усовршување на политиките и политичките иницијативи што треба да ги преземеме и да ги спроведеме. На крајот граѓаните на оваа земја ќе го запаметат и тоа. И во оваа прилика сакам да се заблагодарам на сите граѓани, на граѓанскиот сектор, на сите политички субјекти во државата за свесноста и одговорноста што сите ние заедно ја покажавме.
низ конструктивните политики на владата и низ соработката со сите засегнати страни и со широката политичка поддршка и вклученост на опозицијата, посебно во процесите, што е исто така вредно да се посочи. Донесовме веќе важни законски решенија согласно успешните европски практики за независно судство, професионални разузнавачки служби, ефикасна јавна администрација, во создавањето амбиент за работа на медиумите и овозможувачката средина за кредибилно изборно законодавство. И сега упатувам отворена, искрена порака и покана да продолжиме заедно со опозицијата, со поддршка на критичното мислење на граѓанскиот сектор, да работиме и заедно да ги носиме одлуките и за сите други стратешки, граѓански, државни и национални интереси. Тука мислам и на обезбедувањето широк граѓански и државен консензус во тешкото прашање на решавањето на спорот со Грција. Заеднички да се фокусираме кон достоинствени решенија за сите исто така и билатерални прашања. Почитувани, со досегашните напори и остварувања успеавме да ја убедиме Европската комисија дека заслужуваме почеток на предпристапните преговори. Со целата наша енергија, знаење, искуство, интензивна работа и политичка волја, сега ни останува на сите нас заедно да ги убедиме и државите членки на Европската Унија дека заслужуваме почеток на преговори за членство во Европската Унија. Благодарам.